а да кратиш од набавките за нова опрема за војската е забеганост надвор од здравиот разум. Да купиш плодови од вредност од 6500 морски плодови во вредност од 6500 евра, а да немаш пари и да го укинеш најавеното покажување на пензиите е надвор од здравиот разум. Да си купиш цвеќе од 5000 евра со парите на граѓаните, а да паѓа просечната плата е исто така надвор од здрав разум. Да плаќаш српски советници од 20.000 евра месечно, а да паѓа индустриското производство е надвор од здравиот разум. Владата на Социјалдемократскиот сојуз расипнички се однесува и не запира со неодговорното трошење на парите на граѓаните на Република Македонија. Расипничката влада на СДС и ЗАЕВ потроши, верували или не, ни помалку ни повеќе, туку точно 32 милиони евра пари на граѓаните само за партизирање, луксузирање и хедонизам. Да, почитувани граѓани, владата на СДС и ЗАЕВ потроши точно 30 милиони евра ваши пари. И сето тоа под ставката стоки и услуги само за мебел и инвентар за опремување на кабинетите, договорни услуги за незаконски вработувања на партиските послушници и матни ликови. Парите кои СДС ги троши за непродуктивни работи, можеше да ги обезбеди за студентските стипендии. Или поточно, ако се земат предвид дека една студентска стипендија изнесува 700 евра годишно, ЗАЕВ со потрошените 32 милиони евра можеше на годишно ниво да исплати дури 45.714 студентски стипендии. Но очигледно е дека СДС и ЗАЕВ не ги интересира студентите, ниту ништо друго освен нивното богатење. До пред некој месец едно зборуваа, а сега друго прават. Почитувани, граѓаните очекуваа од ЗАЕВ и неговата влада плата од 500 евра, а како што тој долго најавуваше. Но граѓаните директно се излажени, изманипулирани и искористени. Наместо исполнување на ветеното, граѓаните останаа со празни раце и се само поради безобразното и непрофесионално владење на СДС и ЗАЕВ. Граѓаните ја осетија на свој грб неспособноста на владата на СДС и ЗАЕВ. Затоа, граѓаните на локалните избори на 15 октомври ќе го казнат СДС и ЗАЕВ со тоа што ќе го пратат во заборав. Многу брзо граѓаните ќе го решат ова расипничко владење на неспособниот ЗАЕВ и СДС. Благодарам.